Најнапред, во самото предизборие со мојот тим на советници кои што стојат денеска со мене, овде е и секретарот на општината, раководителката на сектор за урбанизам, младинскиот службеник, ветивме дека Струмица ќе биде центар за младите. И самото тоа ветување, едно од фундаментите на изборната програма, практично ни наметнуваше обврска да правиме најразновидни иницијативи кои што ќе бидат поврзани со младите луѓе, за младите луѓе, проекти капитални кои што ќе бидат наменети пред се за младите луѓе и евене една година од тогаш веќе реализираме. Овде би сакал и неколку иницијативи да ги нотирам. Во разговор со евроамбасадорот Дейвид Гир ја започнавме иницијативата за градоначелник на еден ден и таа е една убава иницијатива која што трае до ден денеска. Во изборната програма предвидовме дека Струмица ќе добие центар за младите. Бевме исправени пред дилемата да ја утврдиме вистинската локација каде би бил реализиран таквиот проект. Во анализите кои што ги правевме за младите луѓе ни беше потврдено дека многу е ниска партиципативноста на младиот човек во однос на креирањето на локалните политики. Тоа наметна една обврска до сите нас да размислуваме да ја отвориме општината. Има ли поубава можност за младите луѓе и по-силна порака која што сакаме да ја пуштиме до нив, од тоа да им овозможи еден огромен простор во општинската зграда да биде наменет за нив. Затоа во текот на 2022 година беше изработен проектот, беше распишана јавната набавка, секако дека имаме изберено изведувач, тоа е компанијата Мајстор Компани, за што јас сум навистина благодарен на изведувачот за комуникацијата, за следењето на динамиката, на мајсторите кои што работат овде во овој младински центар, се со цел да адаптираме еден убав простор за младите луѓе во Струмица и се надеваме дека со тоа ќе постигнеме нашата крајна цел, да ја зголемиме партиципативноста на младиот човек во однос на креирањето на локалните политики, овде мислам на се, од буџет до стратегијата за млади и се што опфаќа едно младинско учество. Станува збор во оваа фаза, веќе гледате дека имаме расчистување на просторот, кршење на зидовите, кршење на подот заради потребите кои што произлегуваат од проектот. Динамиката е 4 месеци за реализација на оваа фаза, секако дека после ќе пристапиме со опремување, со мебел и така натаму, со потребните реквизити кои што произлегуваат од проектот. Се надеваме дека во 6 месеци ќе биде финализиран целиот овој проект и ќе биде еден функционален, мултифункционален простор за неколку модели на функционирање. Има првиот модел е нормално да го менаџира општина Струмица самата. Вториот модел е да по пат на јавен повик избереме здружение кое што ќе го менаџира целиот овој простор. Намената е да биде баш мултифункционално, дали ќе биде тоа за конференции, дали ќе биде тоа за индивидуалните потреби за младите луѓе, она што е многу важно, дека ќе биде обезбеден и пристап за лица со телесен инвалидитет и нормално еден тоалет кој што ќе биде применет за лицата со телесен инвалидитет, се со цел да можеме и тие млади луѓе кои што ги постојат во општина Струмица, имаат телесен инвалидитет, да ги користат придобивките на овој мултифункционален простор. Секако тука ќе имат можност после работно време, по завршување на работното време на општината, да се прават и нивни забави, журки и така натаму, што всушност предвидува и самиот проект. Предвиден е амфитеатрален простор за конференциите, за дебатите, обуките кои што би се спремале тука, значи најразновидни видови на активности, се со цел за да ги поттикнеме младите луѓе да влезат во општината. Јас сум убеден дека со адаптацијата на сутеренот во општината пуштаме многу силна порака до младите и очекувам дека младите луѓе и текако ќе се заложат да учествуваат во креирањето на локалните политики. Секако дека просторот сам по себе не е доволен за да ги поттикне младите, но со најразновидни кампањи и иницијативи кои што се однесуваат за нив, дали станува збор за во делот на културата, дали станува збор за во делот на спортот, дали преку буџетските форуми, ќе ги искористиме сите можности и капацитети. Нормално тука е соработката со невладините организации за да го поттикнеме младиот човек да дојде и да го користи просторот. Да не биде изговор дека немаат свој простор, затоа што реално немаат до сега свој хаб каде што ќе можат да го поминуваат денот или да спремаат проекти, ајде да речеме. Со реализацијата на овој проект навистина добиваат сериозен простор од околу 400 квадрати, вреден простор, тоа не го спомнав во изјавата, 7 милиони и 200 илјади денари добиена јавната набавка.
Тоа се сериозни средства од изворниот, од основниот буџет на општина Струмица и убеден сум и оптимист сум дека ќе се вклучат огромен број на млади луѓе да влезат тука и да работат за потребите нивни, но секако и за интересот на граѓаните на општина Струмица. Со тоа верувам дека овој простор нема да биде гордост исклучиво за младите, туку ќе биде и за повозрастните. Од иницијативите кои што ќе произлезат од тука може да бидат наменети за сите целни групи на граѓани.